Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание саботно на подкастот на телевизија Алфа. Многу долго си разговарам со мојата вечерашна гостинка пред да го почнеме снимањето. Оваа емисија се снима ден претходно заради тоа што е лето и заради терминот во кој што оди и е помалку неблагодарен да ги уништиме колегите останувајќи толку доцна, како и да ја снимаме во денот кога е роденденот на Никола Тесла и кога Новак Џоковиќ игра во истиот ден. И за ова има зошто така се поклопило, тоа баш ми го кажа гостинката пред да влеземе во студиото. Ваква гостинка досега не сум имала. Возбудена сум затоа што од две причини. Едната, бидејќи ми е малку ова време што ќе го поминам со неа, слушајќи ја колку можам да научам лично како човек од неа, и второ заради тоа што имам трема. Мислам дека подобро таа би останала сама пред камерава вечерот отколку со било какво прашање да ја расипам незината следна мисла. Ете така, баш затоа имам трема, малку звучам филозофски, меѓутоа се работи за величенствен ум, спакувам во тело на една ситна жена, а толку силна, такво е името, а и изгледа и звучи како лавица, ќе видите наскоро. Дел од најавата за неа ќе си прочитам од страв да не испуштам нешто. Па вака сум си запишала. Некои луѓе создаваат книги, други создаваат собствен живот, а таа го прави и едното и другото. Преведувачка била долгогодишна уредничка преведувачка и нејзиното име стои на бројни енциклопедиски изданија. Од она кое што помладите генерации го знаат, нејзиното име е потпишано токму на преводот и уредничкиот тим на македонската верзија на Хари Потер. Но зад професионалниот успех нејзин и нејзината зрелост на умот и душата се крие една животна приказна исполнета со огромни пресврти. Растала меѓу Скопје и Белград. Ако прочитате за неа на интернет, баш пишува дека е родена меѓу Скопје и Белград. Јас ќе кажам растала на овие две дестинации. Тоа во семејство на интелектуалци, колку и да звучи ова супериорно и не секогаш е толку лесно да се биде дете во такви кругови, чии потоа товар транзицијски низ животот треба да се износи, треба да се биде храбар, да може да се расте паралелно со сите тие предизвици што интелектуалната средина ги носи сама по себе. По лични загуби, многу тешки животни искушенија и период кога останала можеби без сигурен дом во одредена фаза, наместо да се откаже, избрала одново да чекори, повторно да оди, остварувајќи се себе си, не завршувајќи или не зарегјувајќи, како што рече и самата пред неколку минути пред да почнеме со снимањето. Денес живее во близина на Охрид, инаку живеела на многу континенти. Тука е и Австралија, тука е и, замислете, Индија, тука се многу земји во незиното животно сиви, но убедена е дека вистинското богатство не се мери во квадратни метри, туку со мирот што човекот го носи во себе. Ова вечера ќе биде многу искрено, многу длабоко, помалку филозофско, но многу разбирливо интервју. Таа ќе зборува за вистинските вредности, ќе зборува за семејството, но ќе зборува и за патриотизмот и за тоа колку трагедиите всушност може да те научат и да те променат и во која насока ќе продолжиш да живееш со нив. Ќе зборува за професијата уредник, можеби помалку и за мајчинството, за љубовта кон книгите и за храброста повторно да се почне онаму кога многу мина и каде што многу мина би се откажале. Драги мои дами и господа, вечерва ќе имам честа да си уживам, а верувам дека вие најмалку еднаш ќе ја гледате емисијава со жената која има најинтересно име што досега сум го слушнала и кое е преточено и во лавица на галено, бидејќи ја викаат лави, а впрочем метафората е и лавица, таа е Лавинија Шувака. Добро вечер и добра ми дојде. Добро вечер. Не, малку ме затача затоа што она што ти го избра да го кажеш и како го сублимира и форматот во кој што ме представи на твоите почитувани гледачи, зборува повеќе за тебе. И јас не знаев како тоа ќе изгледа и тоа секогаш им го велам на другите кога зборуваме за друг и што ќе одбереме да видиме или да вреднуваме, тоа зборува за твојот вредносен систем, за твојата душа, за твојот ум, за она што си ти. И јас не мислам дека оваа емисија колку и да имаш трема,
Може би ја имам затоа што имам благодарност и почит прва што ме повика. Меѓутоа не мислам дека би можела да биде таа истата доколку сум јас сама. Колку и да тоа звучи дека јас имам нешто да кажам, меѓутоа мене ти ме инспирираш. Во диалозите, нели? Монолог е сам си. Диалогот е двонасочна улица. Што јас ќе извадам од тебе и што ти ќе извадиш, ама тоа е оди во две и се кога е тоа потикнато или подхрането со некаква љубов, со некаква енергија која носи, излегува најубавото од двете. И јас ти благодарам, не би ништо тоа не би било вака како што е или како што ти вообичавено го правиш. Јас видов и некои твои други интервјуа каде што ти најубавото го вадиш од твоите гости и тоа зборува за тебе како за жена, како за човек, како за домаќин, како за новинар. Ти благодарам. Сега јас ти благодарам бескрајно, прво за тоа што допатува од Охрид, од твоето мирно спокојно место кое што си го одбра и за кое ќе ни откриеш како баш Охрид, како баш Лескоец, така? Тоа е Господова работа, нешто често малку па ќе го употребиме зборот случајно. Длабоко верувам дека ништо не постои случајно во вас, Вселена. Ни една средба, ни ова нашево денес, ни тоа кај се сретнавме, кај наадена изложба, ни тоа приказната сцена и еден куп други твои, мои искуства не се случајни колку и да навидум изгледаат. Јас размислував овакво, тоа се поклопи со некој период, можеби тоа сум го зборувала некаде, а можеби и не, како дојде до тоа да јас имам некакви средства кои не беа ни големи ни мали. По иницијатива на еден пријател и една пријателка ме кандидуваа да дојдам во Охрид. Претходно не сум ни типична скопјанка во таа смисла. Скопјани доаѓаат во Охрид, имаат своји станови, го знаат Охрид како сопствениот джеп. Јас да сум била 10 пати, вклучувајќи неколку пати на концерти. А да кажам, значи не сум од оние кои доаѓале често, не го познавав градот. И дојдов. Барав земја, меѓутоа како излезе пред да дојде до тоа да јас купам земја, јас барав простор каде би можела некое време да бидам под кирија со моите во тоа време 3 кутриња. И така на оглас се јавив, издавам куќа на подолго време и така со двор. Така го запознав, никогаш пред тоа ни чула, ни за Лескоец, ни за прекрасно место. Да. Практично пак ќе кажам, Господова работа, да е тоа толку плодно поле, да е тоа поле меѓу две села, да излезе дека јас во малтени избројливи денови, кога требаше да се реши каде би одела, да јас се јави еден човек да каже, без никакво искуство, без никакво знаење, никаква предострожност, да кажем, во тие купо-продажни некои договори, само отворено срце и верба, и јас тука се најдов среде едно плодно поле меѓу планини, вела дека тоа место е Стрмец, на неколку километри од Охрид. Сум била исто на гости и Лескоец е една магија од мирно место, а истовремено многу гостопримливи луѓе. Да, знам дека си ти оддалечена од твоите соседи и некако си така како по саме твојот дел, твојата куќа и каде што си ти. Но си човек кој што е обкружен постојано со енергија од други луѓе. Како и да, инспиративна си по сите основи, Лавинија, и по твојот живот, и по тоа што си ти самата, по твоето знаење за тоа што значи духовна зрелост, што значи конекција со Бога, како човек може да остане здрав, вака народски речено, покрај сите животни предизвици. Нема да разголуваме во детали твојата животна приказна вечерва, затоа што има многу, можеби ќе спомнуваме, можеби дел од нив, од некои од работите вака ги нафрливме во најавата, но во суштина имаш ти пораки кои сакам да вечерва да бидат слушнати од моите гледачи, вечерва и твои гледачи. Ja, благодарам. Значи, во тебе и во твојата животна приказна има инспирација за најмалку 5 книги, може. И ако би требало еден наслов да ставиш на не знам, на едно поглавје од таа книга, кој би ти бил најважниот? Ох, не сум размислувала. Една книга животна твоја и најважното поглавје би било кое?
Не сум размислувала така, можеби новинарите, ја слушав пред некое време една од најдобрите поранешни новинарки во Југославија, вели новинарскиот ум малку поинаку ги поставува работите, зимајќи предвид колку е насловот важен. А јас, да речеме, на тоа не сум помислила. Јас сум, кога би зборувала за некаков наслов за некое мое писание, пошто јас постојано чкрткам, меѓутоа чкрткам не од како да кажам, не сум го имала книгата на ум како таква, каков готов производ. Кај мене потребата за пишување доаѓа вака, како нешто што како некој нагон кој ако не излезе од мене, ми тежи тоа. Јас Жена која уредила и превела сериозна бројка на книги. Сериозна од секаков тип. Да, тоа беше, како да кажам, пак среќен склоп на околности. Јас пораснав со родител, мајка ми беше писателка, новинар, поетеса, и заради не би ја должела таа приказна едно време, викав јас во тој свет на литература, на книги, не, јас ќе си бидам само еден влюбеник во книги, пасиониран читател, ама пак господова работа, мислам, јас откако завршив еден однос, практично 10 години не работев, сосема случајно барајки некаква работа, на 30 години немам никакво некое ни работно, да кажем, во континуитет некој искуство, конекции кои стојат, кои не стојат, и се размислувам, викам, а имав нешто што требаше, како што јас чувствував потреба дека треба да го одработам во семејството, во смисла некоја поголема сума, и сега на брат му велам, па не знам, викам, што да правам, евентуално да одам на брод, можеби, па не знам, викам, а како јас сега би почнала из некоја поголема сума и ова треба да се заврши, ја мислам дека јас требува да го направам, па викам, па ако не да го продадам бубрегот, мислам, и со таков мене ми се јавува другарка од основно, ми вели има интервју за работа, јас така влегов во Младинска. Значи јас, сериозните книги беа дел од агенда на Младинска книга Љубљана. Ние добивавме распоред, односно она што е некој план за таа година. Тоа подразбира 2 до 3 сериозни енциклопедии, термини, тогаш се почнува, тогаш на тој и тој ден, во толку и толку часот таа треба да биде во печатница на сервер во Братислава и толку. Јас немав тука некој маневарски простор, со тоа што имав некое мало, би рекла, скромно искуство во преведувачките води, барајќи работа која што би можела да ја работам од дома во времето кога тие нарастеше. Тие на твојата ќерка? Мојата ќерка, да. И тука брат ми излезе во пресред, се појави негов другар од младоста низ годините, Никола Гелески со Маргина, и мене ми беше идеално да, тоа бе и први години, првиот компјутер, се дали беше 96-та, 97-та и така. И јас, моите први трапави, да кажам, преводи или првото печење на тоа, учење на тој занет, ги направив таму. И одеднаш сега интервју, тие отвараат, тоа доаѓа како ќерка фирма, Младинска книга за ложба од Љубљана е фирма со скоро 6 децени, 7 на повозрастната читателска публика, позната на целиот југословенски простор, да кажам. И сега, после, нели, се што се случи, ти отвараат своји сестри, фирми, подружници, во Белград имаше во Загреб, во континуитет таа постоеше, и во Скопје, и јас доаѓам на интервју со тоа некое скромно мое, има врака на срце, Ајхман во Ерусалим го преведував кај Никола Гелевски во Темплум, од Хана Арент, една чудесна книга, и со тоа мое скромно, и тие веќе кнап со време, само ме пуштија. И јас се сеќавам кога беше првата енциклопедија, тогаш беа и години, ако се сеќаваш, кога, да кажеме, првите, можеби повозрастните компјутерџи или луѓе што пишувале текстови, ти префрлаш текст од компјутер на компјутер, па место Луј 18 ќе излезе Луј Джи, затоа што мислам тие такви некои технички работи, да кажем, се работеше во графичкото студио во Загреб, тие не го знае македонскиот јазик и македонската азбука е поширока,
правам некоја енциклопедија која има ограничен, лимитиран простор и се во тој простор, вика, не знам, 10 збора скрати ги. Ова мора тука да влези, то се во од го учиш и јас и тие. И се сеќам таа прва енциклопедија, фактопедија беше која излезе можеби во некои 10.000 примероци, што е за ово, за би кажала, за овој пазар и за ова парче земја со тој број на жители, огромен тираж. Седиме и јас на брат ми викам, ако има некоја грешка, Господе Боже, викам, јас ќе шетам, викам, со хартиена кеса на глава, така само викам дупчиња, бруки живи, значи јас практично во од го имав тоа огнено, би рекла, крштевање и потоа имав голема среќа и можност да тој занат го печам во Загреб од една Иванка Боровац, од која многу научив, таа беше со години главен и одговорен уредник, така да кажам, склоп, пак ќе речам, на случајно, неслучајни околности. Загреб е едно од местата каде што остануваш на полог пристај, предпоставувам? Јас во Загреб никогаш не сум живеела. Јас во Загреб само многу често патував, затоа што нив повеќе ми одговараше, бидејќи се беше во тој простор, да кажам, во Младинска решено да се прави во едно графичко студио во Загреб. И нив им беше поедноставно да ме земат и да ме однесе таму. И јас првите, да кажем, неколку години стално велев, нити јас го видов Загреб, нити Загреб ме виде в мене, ми се скршија сите некои илузии што ги имав за луѓе кои одат по службени патишта, мислејќи дека не знам нешто, шетат, не знам. Ако одиш по работа, влегуваш во графичко студио и така, меѓутоа Загреб го засакав заради тие две жени. Загреб го љубам сега, можеби не така како Белград, меѓутоа ми е многу близок и да, имам најубави спомени. Од Белград е татко ти? И ти практично растеш на релација Скопје Белград, потоа малку подолго се задржуваш во Скопје кога стануваш мајка и така натаму. Во едно интервју ќе кажеш дека Индија можеби е твоето место каде најмногу си поврзана со енергијата и со начинот на живот. Зошто Индија? И зошто не одбра на пример, како место за постојано живење? Тоа е повеќе, би рекла, на ниво на препознавање или, да кажеме, за многу луѓе и веројатно сите искуства се автентични и валидни. Јас не зборам дали е нешто погрешно или исправно. Значи, мене Западот како таков, во кој што голем акцент се става на таа материалистичка парадигма, не ми бил близок од таа. Од тие причини, да кажеме, Австралија е прекрасна земја, да се разберем, има таква чудесна природа. Тоа се едни чудесни пространства, со едни неверојатни дрва, со едни чудеси, со едни води, со еден океан во Перт, чудесија. Меѓутоа, начинот на живот мене не беше за мојата душа. Оно што јас го препознав, можеби има и нешто што се уште не го знам зошто. Тоа беше, таа една питомост, еден чудесен однос кон жената. Тој дел на Индија е таму северозапад, малку е поразличен од овој другиот, значи таму се муслимани, не се поразлични во својата физиономија, посветли, повисоки, со светли очи, си ги обожаваа жените, си го обожуваа семејството, со едни куќи убави, со едни чисти, така некако, а меки, а питоми, ме пригрлија и јас толку ме разоружа таа питомост и благост, а истовремено многу дигнитет. Вие на кашмирци да им кажете дека се индици, тоа е голема наврада. Не, кашмири people. Тоа е различно. Значи, они и во перспектива, не знам, мислам, во тој период кога јас бев, имаше и тука некои политички приказни со желба да тоа не е ни Пакистан, не е ни Индија, имаат они некоја своја приказна и така, меѓутоа тоа препознавање нивно на мојата нутрина, на оно што сум јас и моето, беше, нешто што јас не сум го, да кажеме, во некои други простори, иако, да кажем, мојата голема и прва љубов е Белград и тука тоа е неспорно. Ќе та вратам на првото прашање, ма на крајот емисијата на тема поглавје животно како лекција, да речеме, во книга.
бидејќи ќе се развива ова некако и потоа на крај мислам нека и полесно одма ќе ти дојде насловот како и да е. Ме интересира зошто денеска твоето име не стои на некој од овие капитални издавачки дела фантастични кои ги имаме по актуелните издавачки куки, зошто Лавинија повторно да не ја гледаме во како уредник, како преведувач, како Па јас можеби заврши ли таа приказна за тебе или едноставно? Јас како да кажам го немам и тука сум малку можеби деликатна, можеби и тоа нешто мое до мене, да кажам, не би го кажала тоа во некој негативен контекст во однос на издавачките куќи. Јас не се буткам и се, не знам, јас да кажам па на месец-два па да пуштам мејл, тоа е можеби и до мене. Јас некако мислев дека имам некој минат труд и дека некои кои се бават и кои се во тие води може тоа да го вреднуваат или да го препознаат колку е тоа и дека сум тука. Сега не е завршено. Мислам, дури кога мислиме некои поглавја дека се завршени онака како што јас мислев кога бев млада мајка, дека јас во светот таму не директно не би влегла на книгите, па Господ некако ќе те врати таму, може пак да се овакво на еден друг. Едно време сонував да имам кафе книжарница или своја издавачка куќа. Тоа се има луѓе кои влегле во тие води, некои успеале, тоа се сега, јас и доста често сум полемизирала на таа тема дали книгата треба да се доживува како производ, дали е тоа чаша, значи дали само ние треба да направиме екселова табела во која ќе стои колку тој производ нас не чини, колку истиот би го продале, или треба да имаме еден поинаков однос како нешто каде што се негува јазикот, се негуваат некои други вредности, се преведуваат некои книги од различни области кои што се важни за македонскиот јазик, за описменување, за подигање на свест. Тоа е се веќе едно широко поле. Има тука луѓе кои биле многу, да кажам, подолго, нема ќе ги спомнам, Нена Додили или, да кажам, како една чудесна издавачка куќа, Цветан Враживирски со Табернакул, тој остави една голема трага, да кажам, и нешто што е некоја трајна вредност, а сега како општеството или поединците тоа го вреднуваат, тоа се веќе до, знаеш, не е тоа моја работа да јас коментирам зошто мене ме има или ме нема. Ако некој мисли дека може да има некаква полза во таа смисла, јас сум тука и отворена сум за некаков таков вид на соработка, да кажам. Ако не, може ќе се отвори пат да јас почнам да одбирам наслови и книги. И тоа, а меѓутоа пак е твоја зрелост, искуство и знаење. Меѓутоа мислам дека е тоа привилегија, сакав да речам, тие што се во таа дејност, а се целосно автономни или независни, знаат дека тоа може да биде и одење без потрне. Дека тоа зошто? Тоа е добро прашање, затоа што пак ќе кажеме, вие не сакате да го третирате некој книгата како производ, меѓутоа таа има некои работи кои што се врзани за нели бруто нето, кои се пари, кои што за простор, за издавање, за печатење, за овакво, дали ќе употребите ваква хартија, онаква, дали ќе го вреднувате трудот на преведувачот или мислите дека она тука некој волонтер кој што во слободно време нешто тука прави и така, дали ги следите сите чекори во процесот на производство на книга. Се во денешно време, знаете, се случува како го прескокнете лекторот или му дадете некој ситен надомес само за да биде неговото име, а книгата не е лекторирана, тоа е еден сериозен пропуст направен во процесот на производство. Ако направите книга после 3 отварања летаат страниците, тоа е исто, а и се тоа да се спакува. Зошто? Ете затоа. И се дали некој друг, да кажеме, ќе се јави, како било во минатото, некој мецена, нели? Кој што ќе препознае, да, јас гледам вредност во ова што Искра го прави. Луѓето што ги вика или темите што ги обработува, јас ќе ја поддржам Искра.
во тоа што го прави или некој издавач или некој што се бави со филмската уметност, исто е еден многу скап спорт и така, скап спорт можеби не соодветно се изразив, меѓутоа нешто што бара конкретни средства. Така да тука малку би, ако ме разбираш на што мислам. Одлично е фина една анализа на состојбата на целиот процес и верувам дека оние кои се читателска публика, но и оние кои се создавачи, знаат точно во која насока се предизвиците што го кажуваш. И ќе те прекинем тука, тоа можеби може да биде и мотивација за некои луѓе кои имаат некакви средства, имаат некаква, да кажем, најблагородна или љубовна помисла, во смисла сакаат нешто од себе да дадат, што ќе се исползува за добробит на некоја заедница. Па дали ќе направиш ти Раткова чешма и ќе оставиш како оставштина наместо да направиш, не знам, 50 куќа или не знам, нешто, 20 стан, немам појма, 30 кола, не? Него нешто имаш потреба од себе, а немаш некои дарови во смисла да тоа некоја креација, па добро, јас немам дар, меѓутоа еве нешто сум сработила, имам некој средства, имам некој поголема можност, па да јас малку ќе вложам во ова што го прави Искра, па овде така било низ историјата, некои луѓе ги поддржувале и така нешто ни останало. И од материјалното, и од нематеријалното богатство, и така некои луѓе ја покажувале љубовта кон својот народ, кон својата татковина или мајковина и така. Кога зборуваш и како изгледаш сега, знам дека форматите на изгледот не ти се толку важни, меѓутоа јас ова морам да го забележам, ова е телевизија и тоа тука нема бегање. Како изгледаш, како зборуваш, како се однесуваш, како зрачиш, сето тоа изгледа како да си била растена буквално во бајка. Меѓутоа, сите твои животни предизвици тебе не успеваат да те урнисаат, нешто што можеби е почеста слика во овие наши балкански општества, да речам, каде емоциите доминираат, каде се препуштаме слепо на нив, не сакајќи да ја пронајдеме во себе храброста дека може над тоа да се порасне и дека може да се биде и повторно нормален и уште подобра верзија од себе и така натаму, што веќе никогаш нема да може да те исплаши или уништи. Или удри, еве, ајде. Па јас не знам што ми е уште дадено како пат да го одам. Таа на моменти ме плашила бестрашноста, која што секамо Господе, па ова на граница на глупавост или лудост, мислам. Има во некој дел во кој нели таа е здрава и полезна. Меѓутоа кај мене стварно навистина има во гранули. Она што претходно го зборувавме, останувам на тоа дека она на што ти е фокусот или што го сметаш за важно, за човечка доблес, дадено и имаш можност да го подхрануваш и тоа во тебе да расте. Не бев ја од секогаш храбра. Бев, би рекла, малку своеглава, нешто во што верував, колку год тоа подоцна да излегло, дека не е такво, меѓутоа ако јас во нешто сега верувам, јас сум за тоа спремна да гинам. И застанувам со сите последици, со целата одговорност, права ко пушка. Сум ми велела на луѓе, јас ако ти изберам за другар или за мој сопатник, цел свет може да е против тебе. Јас, права, справена, под рака, ти си мој човек. И тука, за тие работи сум била, да кажам, меѓутоа во овој друг дел, да кажам, секој вели што ништо не може да те исплаши. Пре би рекла што би можело да ме исплаши, би можело страдање на некој што го љубам. Понекогаш сум била склона кон тоа да го земам товарот некако дај. Јас и така паднав на колена ничком пред Бога. Никош не би паднала за себе. Едно време дури помалку и вулгарно би рекла и дрско безумно, што ми ме гајле кај људи, мојата душа. За мене. Битно ми е да сум добар човек, ама не го правам пазарџиски тоа, ако ме разбираш, во смисла, дај да
Ама кога се работи за оние кои ги љубам, јас тогаш паднав. Чисто велиш еден бог и во секојдневниот разговор, неформален, и во твоите писанија прекрасни на социјалните мрежи, Facebook профилот Лавинија Шувак, оние кои сакаат да уживаат, нека го посетат, мислам, баш вака најдобро намерна препорака. Што значи еден бог? Па јас си се подсетувам себе и мислам дека на сите склони сме да забораваме. Тоа е она што пред тоа ти го реков, како што сме склони, кварливи сме како луѓе, знаеш, како склоно човековата природа фаќа рѓа, човековата душа фаќа коров. Добро е да се подсетуваме, добро е од време на време да се бавиме со собствената душа и да чистиме. Кој ќе кажам еден е Бог, може би затоа што тој е некој што свесен, што несвесен, мој внатрешен отпор кон се она што е формат, како некоја лубеница која од надвор е вака прекрасна. Тоа зборуваме дали е тука традиција, дали се ритуали во различни религиски, да кажам, концепти. Јас сум родена, јас се крстив на 25 години. Значи, јас сум во православие, јас сум била во заедница со маж кој бил муслиман. И начинот на кој ние некако се бавиме со разликите, ајде, ајде се подсетиме еден е. Со еден аршин и со една мера за сите. Ајде се подсетиме дека на крајот се бројат само делата. Како викаше Патриарх Павле, кој by the way го запознав 93 година, кога бев бремена со ќерка ми во Белград, само дела љубави остају. Тоа се брои. Дали ме разбираш, јас можам дење ноќе да бидам да коленичам и да се молам. Колку јас од себе љубов сум дала. Тоа е она, а јас тоа почнав да го, не да го освестувам, туку ми стана односот со Бог ми стана важен во оној момент кога јас сватив дека за некој што ми се блиски не можам конкретно сега и тука да се грижам и треба ги препуштам на нека повисока сила. Си му се налутила ли на Бог некогаш? Јас сум знала да се кара, меѓутоа љута, сум имала јас некои фази кога сум била, не би ме препознала. И јас затоа сум им емпатична кон луѓето кога викаат, или тоа некое време трае, или кога се горчливи. Знаеш, некои луѓе веќе не ги сакам во мојот простор, меѓутоа совршено ги разбирам дека тоа се крици на душата, кога боли. И сега за да дојдеш, лесно од оваа перспектива сега, ма јас одев, паѓав на колена, горе, долу, малку во слепа уличка, па пак, па верувам, па не верувам, па малку се сомневам. Не е тоа автопат. И мислам дека на повеќето луѓе животниот пат не им е автопат, па е како авионска писта. Не има автопат, но има автопилот. Тоа исто го дискутиравме во една состојба. Да, тоа би било тажно ако е така. Ти спомена многу фина една паралела, интересна, разбирлива, пред да почнеме со емисијава, велиш, не може да ги измиеме еднаш забите да очекуваме дека вечно ќе ни се чисти, ги миеме секој ден. Тоа така треба да биде и со чистењето на душата. Како си ја чистиш душата? Па, да. Да речеме колку ми требаше време, како ја чистам. Јас сум во природа, имам 11 кутриња и 2 мачки. Почнав со 2, не очекував дека ќе дојдам. Има таму потенцијал за туристичка атракција. Да, би рекол. И веќе работиш на случај. Сега се некои чекори правени во таа насока. Се сеќавам со еден на мајстор одевме со камионот, се носиме некој материјал таму и вика: "А, ти лани живееше во Приколица?"
Сега си направила студио, сама жена во поле, кучиња, мачиња. Ке доаѓаат од телевизија да те снимаат. Готово, тешкото е, сакам да речам, не знам како тоа ќе биде. Јас сум го отворила срцето и сум се препуштила. Меѓутоа, прашањето беше како си ја чистам. Знам да плачам. И некогаш знам да плачам од радост, некогаш од убост, некогаш од љубов, некогаш од препознавање. Меѓутоа, плачењето кога те боли душа, јас на сите сум им го велела тоа. Господе, па на мажи особено, пошто ние доаѓаме од една средина и балконот е, нели, мажи, тоа не сме се покаже, тоа е слабост, тоа е срцето пуп, отиде. Вика, добар беше. Неартикулираната тага се пласти на градите овде. Луѓе кои што добиваат ракови, татко ми почина од рак на бели дробови, тоа е диагнозата. Јас велам, татко ми почина од тага. Добро е. И тоа почина, мислам дека ќе си заминеше многу порано. Јас, веќе девојка, да кажем, и млада мајка, гучев и го храбрев да плаче. Како си ја чистиш душата? Бог ни ги дал солзите. Се сеќам кога живе во манастир, само на тоа ми завидува, што можам да плачам. Многу силна реченица да ти завидува дека можеш да плачеш. Добро, толку ли станавме пластични во нашите заробеници на егото и на животната дневна динамика како машина која не запустува и не тера да заборавиме кои сме во суштина. Јас, многу луѓе знам што ме векат, не памтам кога сум се расплакала. Жени, и то жени кои што се емотивци, не зборам да се ти расплачеш на некоја, не знам, романтична сцена во филм. Не. Како што знам луѓе кои со денови плачеле затоа што со години не плачеле. Како станавме? Дали е тоа инерција? Јас се сеќам, брат ми со татко ми зборуваат, брат ми живее од 90 и некоја во Франција. И вика, знаеш, многу ми беше така потресна, може, тој сигурно заборавил што кажал, таа метафора, вика, ние како хрчак, вика, знаеш, на тркалцето, вика, еве се чекаме децата да пораснат. Толку лесно забораваме дека ни се избројливи деновите во оваа димензија. 100 години да живееш, сакана моја искра. Дор си рекла, кекс ке ти пресметам, уште колку денови имаш. Ние се однесуваме како да, така да сме, со векови ќе бидеме тука. Немам ја друг начин, јас некако како ги правев тие први чекори. Чекај. Тука си, сега си. Врати се, што е важно, што ти е тебе важно, Лави? Зашто би живеела ти? Зашто си спремна да умреш? Не то се ова што не не бомбардираат сите нас и некако, дур си рекол, кекс на брзина, ти си веќе во некаков хрчакот на тоа тркалцато, трчаш за некои средства за да купиш работи, за да импресионираш луѓе кои не ти се важни, за да имаш простори, на крај на ден легнуваш во еден кревет, пиеш вода од една чаша, не можеш, и твоето и моето време, овој ден има 24 часа, поминуваш, не знам, часови во сообраќај, зеваш по некои екрани, со некои безсмислени кои што не навлекуваат, не дека мене не, само што јас го препознам, чекај, Лави, стои, чекај, колку време помниш, што правиш ти? Зошто? Сега да кажеме си велам, сега не е телефон, оф. Јас немам телевизор со години и одбирам да кажеме. Да немаш. Одбирам да немам и одбирам со што ќе се хранам, со што ќе го хранам мојот ум, со што ќе ја хранам мојата душа. Чистењето е едно, меѓутоа со што го храниш, пошто тоа со што ќе го храниш, тоа е, ние сме се, тоа поврзано. Менталното тело, емоционалното, духовното, физичкото, а ние се сведовме на гениталии, црева и изглед.
како дојдовме ние до таму? И сега добро, до тука сум, чекај, која сум јас? Што е важно? Ако сите може да не повлече, сега работата е што можеш да направиш да излезеш. Колку храброст треба за тоа? Што треба? Храброст, треба сила, треба одлучност, да се вратиме и да се свртиме кон себе си, што треба? Мислам дека не постои... Тука сакам да спомена, можеби не го зборнавме делов дали да го извадиме на маса, што би се рекло, но ти си го победила ракот во одредена возраст. И над таа приказна, тоа е нова школа, нова лекција животна и така натаму. Велиш, ќе живеам до 100, ќе љубам, ќе играм, ќе пеам и ќе бидам јас тоа што сакам и цигари ќе пушам, за да им покажам на сите, за да им покажам на сите дека всушност сите тие наративи, не дека цигарите се здрави, да не се разбереме погрешно, меѓутоа нешто друго е она што е важно, што не чини витални, што е носи таа живототворна енергија, што е... Ќе видите луѓе, сум гледал луѓе, сум правил експерименти со себе, ти можеш да јадеш студенови лепи маслинки и да шикляш какви суплементи, какви приказки, ти гледате некои старици негде, си викаш, чекај, погледни твојата баба, јас малку па се враќам на мојата баба и на низиниот живот и на таа радост, на едно прифаќање одважно, би рекла, на се што носи, на сите навеви и виулици што ги носил животот. Баба ми си замина од оваа димензија со виц. Мислам, последно што кажа беше виц, се насмеа и си отиде. Викам, каква царска смрт, какво преселување царско. Мислам, нема универзален рецепт, искра. Може би човек, ако ти е добро во твојата кожа, онда е окей. Што год да правиш. Одиш на фитнес, не знам, поминуваш 2 часа во сообраќај, 3 часа гледаш телевизија, се е окей. Меѓутоа, ако не ти е, што ти правиш за да ти биде подобро? Дали пиеш апчиња, јадеш на крај на ден 300 грама чоколадо за мозокот на брзинка да може утрешниот ден да го извози, дали, не знам, се трчаш на трака во теретана, што правиш да ти биде? Затоа што ако ти е тебе подобро, подобро им е на сите околу тебе. Мене ми требаше долго време да сватам дека јас бев лош пример за мојата ќерка. Затоа што колку и да во некој однос вие се давате, тоест јас сум се давала, каква сум јас? Дали од мене шикля животна радост? Дали сум јас пример за љубов? Дали во нешто се останува заради деца, заради не знам што, заради некој заеднички, што тоа што ти го емитираш, децата и животните не можеш да ги прелажеш, ти го чувствуваат. Деца може да почувствуваат и во фамилии каде што има, да кажеме, и ќе се подвикне, и ќе се подкарат, и не знам што, и има, и нема, и ќе се поделат 3 пиперки, тоа ќе биде софрата, и не знам, јас и Тијана не сме оделе на одмор 10 години. Ние симулиравме море во незината соба. По цело лето бевме во Скопје, врело скопско лето, спуштени ролетните, едно дете, петарда има. Што да се прави? Са ние ја може бити си, викам, бити, тај смисли нешто и ние смислуваме плажа. Облакаме костими за капење. Полнам легини со солена вода, таа до 10 години не беше вкусила морска, не знаеше како вкус има морската вода. Тај се светски патник, цел свет го сврте. Меѓутоа, од оваа перспектива, тоа се најубавите мигови. Така е. Дали ме разбираш дека тоа што ќе си го дадеме вака, кој е во некој нематеријален формат, тоа никој не може да ти го земе и тоа не се брише. Останува во пријателските односи, останува во она што сме им го далеле на блиските, на оние кои ги љубиме, на нашите деца,
нашите родители, некој кој ќе ми каже нешто џабе. Кој е црно џабе? Ништо не е џабе. Монахињи некои велат кој ќе се помолите со чисто срце, онака скроз предадени. Јас никош не се молам за себе, се молам да бидам мудра, да бидам спокојна, да имам меко срце кое простува. И ако има искушение да ми ги дава, само да ми дава сила, да можам да ги носам. Тоа се моите, не го доживувам како музички џубокс на кој што му се обраќам со некакви желби. Не, ти знаеш подобро од мене, што е најдобро за мене. Дури кога мене не ми се чини така. Дури кога нешто ни се чини дека ни е некаква казна не постои. Не. Се дадено најљубовно за наш раст. Да, онаа реченица Бог ќе му суди или Бог ќе го казни е апсолутен абсурд. Не, тоа па види сега. Јас и како да кажам, кога ми рече Бог е еден од кај тоа, некако сакам да се оградам од се она што е празен формат, кој е шуплив. Во смисла, вака треба, онака треба, види го овој, значи тие што веруваат и што го носат тука во срцето, прво не судат. А ти доаѓа поривот нешто да кажеш, маца да прокритикуваш, таму во тој двор да ти се види дека многу сме сите умни И и паметни, даваме совети и памет од страна. Не, стоп, не. И сега, дури за оние за кои сум знаела дека, да, заради нивните состојби и ниво на свест, се само не ми посакуваат добро или свесно или несвесно направиле нешто што, да, малце го отежнало или било попредизвикувачко за мојот животен пат, јас за тие луѓе сум се молела. А на колена сум паднала да ми ги чува оние кои ги љубам. И сега, уште ова сакав да кажем, малку е неверојатно дека од најголемите искушенија, најтешките би рекла крстови, се најважните животни лекции, нешто што како души треба да го научиме. Сега ти можеш да го исползуваш на тој начин, а можеш да го доживееш и како казна. Кој што ми каже некој пат, леле, ти добар човек, па зошто еве вака со тебе, па ова ти се, па... Не. Нешто сум го предизвикала јас од незнање, наивност, можеби лоша проценка во даден момент, се зборуваме, пошто сме ние во оваа материјална, нели, димензија, тука сме и животот е многу конкретен, креветот е многу конкретен, домот е многу конкретен, на крај на ден нешто конкретно треба да се стави во уста, се тоа некои конкретни, не можеме да го дискаунтираме ние ова. Меѓутоа, од тие кои најмногу ме повредиле, тука најмногу сум пораснала. Не го знаев тоа порано. И тоа не е нешто што ќе го прочиташ, што ќе го чуеш во подкаст, што некој мотивацијски или некој што го поминал ќе ти го каже. Ние сега само споделуваме и нема универзален рецепт. Секој нека пробере или ка најде нешто што му е најблиску до неговиот сензибилитет, до неговата душа, она што јас со цело срце и полно љубов го велам, нема нешто што не може да се поправи. Не може да ти порасне рака ако си исекол. Не, тоа не. Меѓутоа, најголемите трауми, најголемите болки може да се зацелат. Трансгенерацијските несреќи може да се како во домино ефект. Се стоп. Дали е ова тоа што Македонија како општество, зборувам, и генерално Балканот, ама да се концентрираме на нашава парче земја, го има заборавено за себе. Секогаш кога зборуваме за Македонија и за подобар живот и за тоа каде сме денеска после
30 и кусур години независност, материјалниот изглед во одредена форма и димензија го апострофираме, додека она што е индивидуална одговорност, духовна одговорност, малку и вика, малку и емотивно ми доаѓа, како да не баш му обрнуваме сериозно внимание. Значи, што е она што Македонија го заборавила за себе? Ева, низ твојата перспектива. Види, јас никогаш го видов тој кај моите браќа, немав однос за дедовина или мајковина или татковина. Во смисла, ова е свето, ова се чува. Јас тоа сега го научив, јас мојата земја, ти да дојдеш да видиш ке речеш, ова е некоја македонска Робинзон Крусо, мислам, тоа далеку е од некој формат кој уште среден, значи се прават првите чекори. Меѓутоа јас знам да клекнем на колени да бакнам таа земја. Јас имам сосема, значи јас се сменив. Ова е, јас ке си го ставам јарболот на моето парче земја. Некој нека дојде да ми каже. Дај го. Тој еден вика, колку, не прашувам за цена, викам not for sale. Милиони сега да дадеш, ова не се продава. Иако тука има некоја чати од 120 квадрати, некој студио од 30, тамо е некој козарник, сакам да речем далеку е тоа. Што сме заборавиле? Нешто сме заборавиле, нешто може би не сме знаеле. И се тоа може да ни биде алиби. Да тераме вака. Не мислам дека има полза од бескрајно критикување, или од ламентирање, или од приказна, знаеш, па британците имаат 100 години традиција за англиска треба. Па добро, ние може би немаме, меѓутоа за нешто можеме да почнеме да создаваме традиција со први чекори. Имаме толку многу. Јас на овие години сега велам сум родена и живеам на најубавото место на светот. Ама тоа е, ја не можам да ги менувам околностите, ја не сум за тоа, меѓутоа можам да се менувам себе и секој од нас мисла може, нека се тоа најмали чекори. Баба ми живееше во сиромашна Топана, низиниот двор беше апотека. Пред вратата, пред куќата се метеше. Тоа беше, човекот беше домаќин. Јас сакам маж, домаќин, кој има однос кон ова дека не заради неговата материјална вредност, меѓутоа ова е важно. Важно е за твојата приказна, важно е за мојата, важно е за нас. И ние кон ова ќе се однесуваме како кон вредност. Не може некој да, кој може да се грижи за како тоа? Ако јас имам однос дека сум индиферентна, дека ми е whatever, го релативизирам, да очекувам дека некој друг и на некој друг ќе му биде поважно мојата мајковина и татковина. Будалесто е тоа и неодговорно. Имаме доволно материјал да се подсетиме, меѓутоа имаме и нови лекции да учиме. И нови чекори да правиме. И сега, секој колку може во своето поле на действување. Не мислам дека континуираното плукање и критикување, јас едно време и тоа сум го правила. Јас пораснав со весници, подвлекував, ми беше многу важно да ги разберам општествените појави, феноменологијата и низ разли фази. Сега правам, ја гледам некоја поширока слика. Многу работи се, да, не би влегувала во тие води што се случува и како се ова трепери. Тоа не е само овде, него е во цел свет. Јас пак мислам дека ние сме подарувани. Работа на перспектива. Дали ти гледаш бруто и нето или гледаш колку земја има вода, каква природа има, каква земја има. Не ова Сибир, драга Искра, не сме ние на северен пол. Можеме само фрламе и да ловиме риби. Ти накрива го посадиш овде нешто ќе никне. Овој Балкан дал такви
гениални поединци, ги спомнавме на почетокот. Никола Тесла, роден на денешни ден, наш современик. Па не мораш ништо од ова се. Слушај го Ѓоковиќ кога држи говори, фати по некоја белешка, земи моливче и чкртни 3 реченици и од време на 2-3 дена прочитај ги тие 3 реченици. Никакви длабочини, никакви филозофии, Баба ми имаше 4 оделенија. Беше помудро 90... Јас сум сретнала многу паметни луѓе во овој живот и многу интелектуалци. Беше помудра и бистра, би рекла, бистромна, па ние тоа го носиме во нашите гени. Ништо треба да се подсетиме, а ако сме доволно кој ќе се подсетиме на таа мудрост, чеки што можеме ние да пробереме овде? Како искуство од овие. Да поднаучиме? Да поднаучиме, па наравно. Па ние, јас и ти нема да бидеме исти ако се сретнеме за 5 или 10 години. И тоа е прекрасно. Ке се менуваме, ти учиме, кој знае кај ќе бидеш ти, кај ќе бидам јас. Кој знае колку од знаењата што сме ги сметале дека се валидни, дека ќе треба ги пуштиме по вода. И тоа е добро, јас колку пати за нешто сум рекла, о Господи, како сум можела ова да... Немам, ако немам фрка, ако немаш ти фрка со егото и со суетата, кажеш како сум била смотана и глупава, ама во тој момент сум мислела така, сум верувала во тоа и сум направила најдобро што сум знаела и умеела. Така човек може полесно да си прости и себе, а и на другите. Не мислам дека горчината е добра почва, не мислам дека критиката е добра почва, не мислам дека плукањето е... Тоа се... Не. Љубов и засукување ракави. За мене второто име за љубов е одговорност. Значи, јас тоа го зборувавме утрово со мојата една прекрасна поетеса, многу тешко можам да се носам со неодговорноста. Затоа што за мене неодговорноста е нешто што е карактеристика на дете. Првиот знак за маж или за жена не е половата зрелост и можноста за репродукција, туку одговорност. Носиш одлука, понеси одговорноста за својата одлука, колку и да е права или не. И, ме разбираш, не, ние некако како, а тоа е поудобно да си недоквакан, неодговорен. Во тело на жена од 50 или 60 години или на маж, ти се однесуваш како неодговорно дете. Не. Преземање на одговорноста. И се тоа да го расшириме разговорот во поширок контекст, како народ. Не ги сакам јас приказните во кои грците ни се криви, бугарите, србите, Мао Цетунг, не знам, хороскоп, астрологија. Не. Која е нашата одговорност? Или, ајде да се вратиме, која е мојата одговорност? Дали светот ќе биде, дали моето обкружување ќе биде подобро место ако јас лицемерно, не знам, жалам за некое племе во Африка или не знам што, или за некои китови таму насукани, или што јас тука можам да направам? Како јас конкретно можам да ја покажам мојата љубов? Што и да, кој и да ги имам вештини или дарови, а сите сме добиле нешто. Ти може да сте, не е тоа врзано за образование, ти може да садиш дома ти, и никој да нема таков домат како твојот. Тоа е бескрајна лепеза колку е Господ креативен, а секому дал. Што ти можеш да направиш? Сега и тука. И конкретно да ја покажеш љубовта кон својата земја, кон Бога, кон оние со кои што минуваш одредено време на работа, кон сопственото семејство, дете, родител. What you gonna do about it? Многумина верувам дека сега се прашуваат како изгледа твојот ден. Како изгледа еден ден оваа жена која има толку животно искуство и знаење, што од страна изгледа дека совршено знае да си ги одбере сите минути, иако верувам дека категоријата време за тебе не постои во таа смисла, но ива како од позиција на одговорна жена која е влюбеник во животот и која знае како и што треба, го организираш твојот ден. Мојот ден во оваа фаза сега далеко, мислам, јас има работи која зборуваме за одговорност, што ние
Имаме некакви, ако си земал и некого љубиш, ти си одговорен за тоа што го љубиш. Ако си земал милениче или некое суштество кое што не може само да се грижи, одговорен си, како беше приказната во Малиот принц, за оно што си го припитомил. И тука нема одстапување. Меѓутоа, јас сум ја пуштила контролата, значи има нешто, јас сега во овој момент сум сватила дека јас морам некои часови да ги одработувам со некоја работа која е амалска, која во моментот носи некаков приход со кој што јас можам да обезбедам она што се потрепштини за оние за кои се грижам. Немам предходно го спомна, а обично ме наежува кој ќе чуем за некој автопилот или ова современиот човек има потреба да контролира. Јас живеам во поле, се возам со велосипед, има некој 5 до 7 километри, малку е низ скал, па е малку чакал, па потоа ќе излезам на асфалт. Има денови кога е сончево, има денови кога врне, има денови кога многу дува, има денови кога секој ден е различен. И окей, има денови кога и сум лута, има денови кога сум изморена, има денови кога ми доаѓа да се покријам со кебенцето преку глава и да речем денеска само ќе молчам или ќе се исплачам. Станувам, стани лавке, стани. Има денови кога ми оди само да пишувам. Има денови кога цепе дрва. Физичката работа, јас додека работев како уредник, тоа се бескрајно долги часови, јас сум знала по 15 часа да не станам од работна маса и вака овде една планина, дури ни пепелникот да не си го истресам кога го земав моето кутре златниот ретривер Вик, тој знаеше ме подсети дека треба да касне, да го прошетам и така, инаку тука вака редам филџани, баш што 6 дена во неделата работев од дома, само еден ден бев во канцеларија, така тоа си има и своји предности и своји мани. Меѓутоа физичката работа, враќање, ние кога зборуваме за материјалистичката парадигма или за тоа дека се бавиме со тракатанци, со тоа колку чини нечие тенеќе, Боже ме опрости, пардон, и се бавиме со тело, меѓутоа на еден начин кој што не е, како да кажам, не е во хармонија со другите делови од нас. Се бавиме на еден многу површен начин, на еден многу банален, на она што ќе го оставиме како впечаток на другите, на кој чинам на повеќето многу малку им ја гајле за тој формат. Не се бавиме со тело и со собствена чудесни потенцијали ние имаме. Мислам, она кој ме прашуваше за тело или за ритуал или за ми текна, не знам како ми пролета низ ум, тренерот на Мира Фурлан, читам една книга од Мира и Мира вели дека нејзиниот тренер на 60 години почнал да практикува јога и потоа станал инструктор. Замисли ти на тело кој потенцијал ние го имаме. Знаеш, некој ќе каже ово е старо, ово е млад. Не, ништо тоа не постои. Ништо тоа не постои. Може со бебешки чекори, со мали некои, да се направат некакви интервенции. 21 пат повторуваш нешто, тоа влегува во умот. Кои се речениците што си ги слушала кога си била мала? Кои се твоите уверувања? Дали тоа ти носи полза? Дали е тоа добро за тебе? Дали е тоа добро за луѓето околу тебе? Па ако не, па што можам да направам? Ај не тоа, на страна се тоа. Цепе дрва, изми садови, направи палачинки за соседката. Јас се сеќам една година, живеевме јас веќе бев разделена со татко и на Тијане и со брат ми живеев во станот од мајка ми покојна. Таква ме беше тага фатила. Добро, викам се, не можам да спием, што можам да направам? Добро се, па ќе го обојам лифтот. Јас еден викенд, сабота наспрам недела, ги обоив двата лифта во нашата висококатница. До тога бев смотана, што не ми ни текна нешто да ставам, па бев како полупијана кокошка со едни бели рипчиња
Значи, и после тоа сите тоа зборува, си викам, господова работа, мислам, така некако ми дојде, дај нешто да направам друштвено корисно. Затоа што нас може и пак да се вратам да ни биде и тешкото се на ниво на нација или на ниво на поединец, минато, алиби. Ќе ми кажат пусто турско. Добро, се до кога ќе ја пееме ние таа песна? И ќе мантраме. Може ли нешто се смени? Добро, тоа е така. Дали е пусто, па може, а може да го гледаш и низ друга перспектива, што секако некое културно, материјално наследство или баштина ни оставено и така, чеки, како кујна, како ритам, како мелост, што ни е блиско, да? И се, што ќе направиме со тоа? Несреќно детство. Може ти биде алиби да бидеш никаков. Сите овие кои ќе ги видиш од ситни пакости на Facebook, на социјални, на интернет или мрежи, до булинг на работа или сето има свој корен. А ние се бавиме главно со последиците. Ние се бавиме со последиците, не се бавиме со причините. И тоа се може да ти биде алиби, да бидеш ти, да ми простиш серко, сега и тука. А може и да ти биде мотивација, да ја нешто, можам ли ја нешто да направам од ова, да подзачистам, подушава, коров, рѓа, од ова траумиве, нешто да сушијам, да зафирцам, нешто што сум пикнал под тепих, да го изведам, не е баш пријатно, не се тоа лесни патишта, ама полесниот пат е да си го пуштиш телевизорот или да играш игрици цел ден, или не знам, да гледаш шпански серии, или не знам, Трамп да го слушаш дење ноќе и така дали, и да ги повторуваш и ламентираш истите текстови, пусто турско, 30 години, сите крадат, се е прљаво, вакат, добро. Карпош беше, се сеќам на еден другар, вака, едно купатило тука пред контейнерот изфрлено, а јас во мојот џепен пепелник го фрлам пикавецот. Татко ми беше страствен пушач и од него научив, тој си носеше празник и бритчиња и тука па во првата кушница. И добро се викам, дали сум ја будала? Вака гледам, вак. Не сум. Не. Кој ќе ми кажа, зошто чистиш низ полето, се сите ќе фрлат, ти ќе чисти. Ја тоа го правам заради себе. Ја тоа го правам заради Бога. А ти мислиш што ти правиш? Времето ни оди и ни тече, ама мислам дека не испушти ништо од она што требаше да кажеш вечерва, односно да сите важни аспекти за убаво живење и дарување на себе си кое е во суштина на животот, ги изнесе вечерва. Но имам јас уште две прашања и тука некако мора да завршиме, за моја жал, а верувам дека и за жал на гледачите, ама тоа не значи и крај, ова значи само крај на една епизода. Едното прашање е, може ли човек да биде комплетен без партнер? Судејќи според сето она што го зборуваш, можам да заклучам дека љубовта треба да биде, односно партнерството треба да биде избор, а не неопходност. И од позиција на избор дека некого цениш што ти само го дополнува твојот простор, тогаш е во ред и тогаш е љубов. Но ако е од позиција на сама сум ми фали некој за нешто да ми надокнади, дека не е љубов. Како и да е, да заклучам, може ли човекот сам без партнер? Технички да. Се разбира. Да, тоа се различни, ти кој ќе ги видиш различните животни приказни. Во една ситуација се нешто ме беа подпрашувале као били, викам сега пак со цело срце. Значи јас сум уште, имам некоја календарска возраст, уште можам да раѓам. Викам, ја би влегла сега повторно во целата приказна и дете и се со цело срце, и моето срце ќе биде отворено до последниот земен час. Значи, луѓе може да го затворат тој фолдер во смисла, јас веќе имам или прелошо искуство со мажи, со жени, како и да е, тоа е затворено или влегувам само во некои површни односи во кои нема одговорност. За мене односот е и одговорност. Јас сум одговорна
Дури и кога јас дури симпатиите сум ги сваќала сериозно, не знам како да кажам, а не па нешто кој ќе кажам сега имам симпатија, сам луѓе се смеат, не викам мене, тоа значи дека некој ти влегол во умот, дека го и јас имам, мислам, тоа е моето длабоко верување дека нас ни е дадена божествена природа и дека по божествената природа ние сме создадени за моногамни заедници меѓу маж и жена. Дали е тоа така или не, но тоа е мое уверување, што не значи дека твоето нема да го почитувам. Може без партнери, има многу, јас сум запознала и монахини, имам и човек, блиска жена која во животот не бакнала маша, не да била со момче или во некаква врска. Има жени кои имале повеќе бракови, некои го затвориле тој фолдер на 30, некои прва љубов доживеале на 60 и некоја. Тоа е бескрајно. Јас мислам дека заедница која почива на со некој треба ти биде подобро него сам. Ето, тоа е тој одговор на вистинскиот одговор на прашање. Во кратки црти треба ти биде подобро него сам. Се друго, некако дрндање, мркљање, не знам, подкусурување, мерење, компетиција. Не. Може ќе го сретна својата душа на 90, може на 100, може би никогаш. Јас сум отворена и јас верувам. Ако не во ова, може би во наредниот, во некој друго издание. Најважно ми беше да немам горчина и оние кои ме повредиле, аз сум повредила јас. Некој веројатно несвесно или со својата енергија, со својата доминација, така како некомпатибилни, да сватам дека сите направиле најдобро што знаеле и умееле. Да знаеле пољубовно, да знаеле поздраво, да комуницираат, да покажат, да дадат, позрело, би го направиле. Тоа малку олеснува, голем терет е кога не можеш да простиш, да се вратиме во контекст на нација или држава, дури и како народ. Ако не можеме да си простиме, тоа е, како да кажем, како некој вреќи со некаков цемент што ги носиш во континуитет. Сме направиле најдобро што сме знаеле и умееле. И сега е вака, што можеме сега да направиме? Поинаку, подобро, од кого можеме да учиме, кој ќе понесе одговорноста, или до крај на ќе тереме како недоквакани деца, сите ми се цацко ми е крив. Јас све фина, сите нечина, сите ми не дадоше душмани. Преземање на одговорноста, отворено срце, засукување работа. Ракави, тоа е потешкиот пат. Да се разбереме, не е тоа потешкиот е. Меѓутоа, it's worth it, вреден е. Апсолутно. Лавица Лавинија, последното прашање, ама само за оваа епизода вечерва. И јас многу сакам повторно да те видам во истиот формат, на подолго. Ти си всушност за маратонски разговори од кои никогаш не станува досадно. Но ајде, се е возможно. Се е возможно, може ќе имаш. Како рече ти еднашка, може би ќе имаш во дневната соба студио. Па така е свој подкаст во кој да кажеме слободата нема да значи раскалашеност, меѓутоа нема да биде некој формат кој што е или куќен ред кој што е од телевизија, ред е да се почитува. Така е, се разбира. Да. Те враќам на првото прашање, ако животот твој е една книга, како би се викало последното поглавје? Ајде вака, поконкретно. Јас им велам ти пак со насловите дека тоа е новинарката во тебе, во твојата душа, знаеш колку е важен насловот. Често им велам на моите блиски, викам јас ке си заминем од оваа димензија без тровче горчина. Многу ме фаќаше страф од тоа да заради екстремно некои тешки, физички болни, травматични искуства не се претворам во некоја горчлива жена. Или континуирано тажна,
Животот е дар. Сакам, не знам дали тоа би бил наслов на последното поглавје, меѓутоа да викам јас ќе се заминам од оваа димензија како среќна жена со преполно срце благодарност и ќе му кажам на Господа Бога: Господе, благодарам за се. Каква добра журка беше овој живот. Насловот е животот е една многу добра журка ако знаеш да одиграш. Ти го даде насловот. Лавица моја Лавинија, ти благодарам за ова одвоено време. Ти благодарам на овие солзи што ги гледам сега и знам дека се од убавина. Да, се. После нашиот разговор ќе биде тешко да се сними уште една емисија која е во план. И ќе ми биде тешко и исто така во овој момент да се воздржам да не си ја расипам шминката за следното снимање, ќе морам. Инаку би сакала да те уживам и со добро вино и во подолг престој со нашата Наде Молеровиќ, која не поврзе и не запозна. Благодарности за неа, голема спојница. Била гостинка исто така тука, оние кои го следат подкастот многу добро знаат за која жена се работи. Чудесна наша Наде, да. Ти благодарам што вечерва беше и едукатор, колку и да не сакаш ова вака да звучи, колку и да си свесна дека јас во тебе го гледам ова, па ти само го изложуваш како и да е, верувам дека вечерва ги отвори душите, им покажа поинаква една верзија од тоа што треба во животот да се бара и да се гледа пред се на младите кои останаа да те слушаат, оние кои тоа не успеа вечерва да го направат. Јас топло им препорачувам да си го пуштат линкот, достапен на Facebook, достапен на YouTube. Репризите на Алфа се тие ограничени, меѓутоа интернетот за среќа има и добри страни, на пример ова. Да, како не, благодарна сум јас. Има денови кога јас и на Зукерберг знам, не, се ми е јасно околу, ама викам, благодарам какви чудесни души сретнав, така исто интернетот. Што ќе одбереш, можеш да ползуваш. За крај нема силен збор, освен огромно благодарам што постоиш и што сум имала прилика во оваа димензија, како што милуваш да кажеш, да те запознам малку подлабоко и да се подружиме малку подлабоко и да им понудиме на луѓето нешто друго. Јас ти благодарам тебе и благодарам на Наде, на Драган што беше тука. Ја поздравуваме Наде. Да, и Наде ја поздравуваме. Александра, незината убавица таму што сега во таа тетрадка нешто црта. Александра е девојката која се грижи да изгледаме вака фино, еве никој не има поздравено јавно, Сандрич, поздрав од нас. Да, и незината грмушка што трпеливо чекаше мајки да ја одработи тоа. Да, никогаш си со децата си доаѓаме на работа, тоа е што е. Ама види, тоа се подвизи, Златна. И тоа не е за човек, мислам, некогаш пак во некоја друга емисија ќе зборуваме за одговорноста, жените ставаат повеќе зашто некој тоа мора да го одработи. Па е пополезно да е детето тука и да си цртка. Така. И тука ќе завршиме. Голема благодарност. Она што јас сакав да ти кажам, јас мислам дека ова само едно семе и еден никулец. Ние сеевме вака или ставивме нешто како на шведска маса. Секој нека си одбере она и на некој почви тоа семе нема да никне и окей е. Таму негде е камењарник, некаде е пусто, некаде е глина, некаде ќе се фати. Ова ќе биде почеток и на едно, јас се надевам, големо, длабоко, искрено пријателство кој ќе трае се додека сме ти и јас живи во оваа димензија. Ти благодарам. Бескрајно сум ти благодарна уште еднаш и сигурна сум дека сите оние кои ќе се ја пуштаат однова и однова некои нови работи ќе забележат и ќе научат. Драги мои, овде за жал морам да кажам пријатно и добра ви ноќ, бидејќи едноставно мора, тоа е временската рамка, тоа е телевизијата, да не ми го исклучат пред време подкастот, сепак да испочитуваме рамката. Уште еднаш благодарна за мојата Лавица Лавинија и благодарна за вас и размината со вашата енергија вечер.